Благодарам. Прво да кажам дека ете после Билјана, после Драган, после Ивановски, некои работи, значи ми го поместија тоа што сакав да го кажам, повеќе како инспирација да се осврнам на нив, а не дека ќе сменам нешто, затоа што мислам дека сме во еден период кога треба да се подсетиме сите овде. Гледам дека има и доста представници што не се од нашава земја, да сватат дека во оваа земја една од најголемите борби и битки е за транспарентноста и за жал секогаш не подсетуваат институциите, политичарите, одредени представници во овие сите да кажам институции, дека еднаш освоеното ниво на транспарентност не е гарантирано и дека борејќи се за нови нивоа мораме да се бориме и за задржување на старите, па еве како некаков крик од некој што сега ќе знаете колку сум стар, 33 години се бори за транспарентност и против корупцијата, како крик сватете го дека ете сите заедно мораме нешто да направиме. Прво ми е драго што господинот Ивановски кажа дека мислам како ретко кој ја истакна, а што е нели на функција, улогата на новинарите и на граѓанските организации во откривањето на корупцијата. Тоа сакав јас да зборувам и ми даде одличен вовед, затоа што тоа натаму ќе води кон санкционирање, а тоа на почетокот ќе води кон спречување, односно превенција од корупцијата, иако кај нас сите ни е јасно дека стравот не го чува лозјето, односно иако еве имаме и бивш премиер што не може да се врати во земјава за наместен тендер за возило, 80% од тендерите за возила се наместени на истиот начин како тој тендер, но еве гледаме дека немаат страв дека можат истото да им се случи. Јас искрено никогаш не сватив како повторуваат нешто за што некој отишол или требал да оди во затвор. Но ете тоа се случува. Сакав да подсетам само на неколку случаи кои што се дело на истражувачките новинари, а секако во соработка со нас неколкуте граѓански организации кои што работиме во оваа област. Ќе почнам од последното дело, а тоа е случајот со Електростопанство на Македонија, сите го знаете, актуелен сега и пред малку и во случајот со Државната комисија за спречување на корупцијата. Тоа е истражување настанато во соработка меѓу еден истражувачки медиум и граѓанска организација, благодарејќи на информациите што Тевдовски ги кажа, што од 19 година се достапни, а што од пред некој ден свативме дека сакаат да станат недостапни. Втор таков случај, ќе знаете сите, со генералниот секретар на владата Рашковски. Соработка на истражувачки новинари со граѓански организации, благодарејќи на сите овие достапни информации со Законот за јавни набавки. Трет таков случај е случајот со местењето на тендерот за надзорот на Бехтеленка. Поради достапните информации се откри во јавноста. Четврт таков случај е со пожарот во Тетово и со монтажните објекти во болницата. Од истите документи, исти истражувачки новинари со истражувачки невладини организации. И последно еден многу драг наш случај со неизградените базени во Битола, Кичево, Штип и така натаму, кои што исто така се дозна дека се речиси платени, а ништо, мислам, многу малку е изградено и изби голема афера. Има многу да кажам, меѓутоа овие некако како посвежи сакав да ви го вратам меморијата. Овие информации на нашите граѓани им се достапни од 2005 година наваму. Тогаш со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер се отворија сите документи поврзани со јавните набавки како достапни. Нормално не може сите да се објават на електронскиот систем, меѓутоа малку по малку тука има многу драги луѓе кои што помогнале, освен и јас сакав да го споменам, не знаев дека сме во истиот панел кога ова мислев да го зборувам, меѓутоа Тања би ја споменал тука, ја видов и многу ми е драго затоа што е една од оние со кои што постојано ни помагале во улогата во која што имаше тогаш чекор по чекор и самата знае
како сме се бореле за повеќе и повеќе и повеќе достапни информации, пред се за граѓаните, а потоа за сите нас, меѓутоа ние сите сме прво граѓани, а после сме било што кој што си работи. Тој закон, значи и овие информации ја преживеале владата на ВМРО со ДУИ, ја преживеале владата на СДСМ со ДУИ, еве сега доаѓаат како да кажам застрашувачко нешто дека можеби да бидат укинати. Нешто спомна Тевдовски, јас само малку хронолошки да ви кажам, во најголемиот исчекор беше направен во 19-та година, тој беше министер, со неговиот ресорен закон за јавни набавки, каде што се реши земјата да ги објави плановите за јавни набавки, да знаат граѓаните што се планира да се набави, па ако нешто мислат дека е нерационално, непотребно, па и да се спречи пред да се набави. Договорите за јавните набавки, да видиме што е договорено, а сите гледаме што е испорачано, па да речеме не, ова не е договорено. Уште повеќе, да се спојат со анексите на едно место, а не да го барам анексот ваму, договорот ваму. На едно место, за да знаеме анексот на што се однесува, предпоставувате се однесува секојаш на цената и на рокот. И една од, за мене, најреволуционерните измени во договорите да мора да се содржат поединечните цени на производите. Да знаеме колку, не дека е договорот 3 милиони денари, што ништо не ни значи. Колку чини ова шише вода? Па ако некој ми рече дека е 60 денари, да знам дека и јас го купувам секој ден и чини 20 или 25 денари. Да знаеме дека 66.000 евра за еден градоначалник да си купи кола е многу. Да знаеме дека еден топ хартија од 600 денари е многу и така натаму. Да знаеме дека во ковидот масовни злоупотреби се правеа со кога маските паднаа на 2 денари, уште се купуваа по 50 денари и слични работи, и да знаеме дека со некој со пари од помош за ковид од болница, наместо не знам како сватиле, дека тоа е да си купат луксузен автомобил од 50.000 евра, цел со кожа внатре, од фонд за заштита од ковид. Тоа кој ќе го споите со уште една исто така радикална промена, да ги знаеме плаќањата од трезорот, па кога ќе ги вкрстите овие податоци, може да се откријат многу злоупотреби кои што се уште во некои други земји не е можно да се направат. Сега да ви кажам, кога мислевме ние дека ќе одиме чекор понатаму, дека ќе имаме отворени податоци во јавните набавки, зашто сме се, еве тука ги гледам луѓето кои што сме се залагале, доаѓа ова, да кажам, не е наивно, само ве молам да знаете дека не е наивна иницијатива за намалување на податоците што ќе ги имаме достапни за јавните набавки. Само да подсетам и ќе одам малку и да спојам и со Европската Унија, отворени податоци во јавните набавки веќе стануваат глобална норма. Препорачани се и одобрени од Г7 групата, Г20 групата, ОЕЦД, Европската комисија, Светската банка, Светскиот економски форум, Европската банка за обнова и развој и првата резолуција на Обединетите нации за јавни набавки што се донесе на последната конференција на УНКАК во Америка во 23-та година, и сега ќе има и некаков, да кажам, фоллоуап или некакви продолжителни мерки. Европската комисија во своите извештаи за земјата изричито е наведува врската на земјата за спроведување на принципот на транспарентност во јавните набавки, и има тука една промена што би сакал да ја повнимателно да ви ја кажам за да ја забележим. Во 23-та година извештајот, во делот за препораки од поглавието 5, вели дека треба да се подобри координацијата меѓу клучните чинители и да се зајакне нивниот капацитет за спроведување на принципите на транспарентност во јавните набавки. На исто место во поглавје 5, исто на препораки, се засилува оваа препорака токму во функција на борба против корупцијата
и вели да се подобри координацијата меѓу клучните чинители за борба против корупцијата и натаму исто за зајакнување на капацитетите за транспарентност во јавните набавки. Значи, во период кога се бара од нас да ја гледаме транспарентноста од аспект на антикорупцијата, ние предлагаме некои вакви иницијативи, само сакам да ви кажам дека во светот многу се зборува, кај нас многу малку, ама сите зборуваме, но така не го кажуваме со тој збор. Во светот се повеќе се зборува за така наречените овозможувачи или олеснувачи на корупцијата. Тоа се сите овие што сакаат да изастанат на патот на борбата против корупцијата. Така ги викаат во светот, бидејќи се преземаат и механизми за борба против нив, односно за прво да се кажат кои се, како ја олеснуваат и овозможуваат корупцијата и нормално и за тоа некој понатаму да одговара. И само за информациите, да кажам нешто што не им е јасно на многу луѓе, е дека основниот постулат на информациите од јавен карактер е дека секоја информација што ја создава некоја институција што троши јавни пари е собственост на граѓаните. Наша. Меѓутоа, ние не можеме да ги имаме сите тие информации да знаеме и за тоа е замислен пристапот дека некој треба мене, кога ми треба нешто и кога сакам, да ми овозможи пристап до таа информација. Толку едноставно и толку и не треба ни закон да има според мене, иако јас сум еден од авторите на сите овие закони за слободен пристап, вклучувајќи го и сега овој што се наоѓа на ЕНЕР и кај што не е вклучено ова барање на државната комисија. Тоа што исто така сакам во бројки да го кажам, а што сега сакаат да ни го одземат, е во Македонија јавните набавки годишно изнесуваат 1, сега се 2 до 3 милиарди евра годишно, годинава бидејќи е изборна и цела година на една нова влада ќе стигне според моје убедување до 1,5 милиарда годишно. Со бројки, со документи, со истражување имаме докажано дека повеќе од 30% од овие пари кај нас нема заштита од корупција, односно се под висок ризик од корупција. Тоа се повеќе од 300 милиони евра, кои што ние со институциите што се борат, се бориме тие 300 милиони да се намалат. Наместо 300 милиони да одат во джеповите, 300 милиони да имаа повеќе и во кочани, повеќе противпожарни возила, па да можеа да го изгасат пожарот на време, а не после тоа нели сега да ни донираат и да дури да се сликаме гордо дека еве имаме веќе, па сега не може друг пат да ни се случи такво нешто. Основен предуслов за борба против корупцијата е, сите ја спомнаат таа работа, транспарентноста, имањето информации. Само ако имаат граѓаните информации, ќе можат да учествуваат во борбата против корупцијата, а како? Ќе бараат одговорност за тоа трошење, ќе укажуваат на неправилностите, односно ќе бараат отчетност од сите оние што ги трошат нашите пари. И финално, сакав да завршам со едно истражување што сега го правиме, а кое што за жал го правиме една година, поради немање соодветни податоци, си зададовме една голема задача, 350 највисоки избрани именувани функционери од минатата и од сегашната власт, тоа се премиери, министри, заменици министри, директори на фондови на јавни предпријатија, градоначалници и председатели на општински совети, да им ги споиме податоците што пријавиле дека имаат имоти и интереси, со податоците од регистарот на вистински собственици, со податоците од система за јавни набавки, за концесии и јавно-приватно партнерство. Знаевме дека е невозможна мисија, но сакавме да видиме и да го тестираме системот. Се е супер, освен тоа што во регистарот на вистински собственици, освен што треба да се плати голема сума да се доби информација, ви е потребен месецот и годината на раѓање на функционерот, за да може воопшто да добиете информација. Третина имаат во биографиите месец и година на раѓање, ден не ни треба. Третина најдовме на Facebook, кај што им викаат, ајде нека ви е среќен роден денот, па предпоставивме дека е тоа месецот и годината на раѓањето,
и за другите не можевме да најдеме. И ете со какво ограничување се соочуваме, да не кажам дека, пазете сега, само 10% од овие личности, за кои што знаеме дека имаат сопруг, сопруга, фирми и така натаму, имаат пријавено во изјавите за интереси дека имаат каков било интерес во некоја фирма или на друг начин, и како најслаба точка од истражувањето, и ќе го апострофираме, се актуелните изјави на интереси кои што никој не ги есапи, а треба таму да биде основата за нели понатаму некого да следиш дали нешто презема или не презема во нелегално од тој аспект. Така што, наместо да гледаме што ни недостига да одиме напред, ние сега треба да се бориме, тоа што веќе го имаме, повторно да го сочуваме, затоа што не е за мене, не е за Ивановски, не е за никој од нас, тоа е за граѓаните, да им ги рационално да се трошат нашите пари. Македонија е сиромашна земја, сите знаете дека без 500 милиони евра позајмени од странство не можеме да ја затвориме годината. Тоа е така децении наназад. Јас мислам дека тие 500 милиони евра ги имаме 300 во јавните набавки ако ја спречиме корупцијата, и уште многу повеќе во една од најдобрите мерки што можеше оваа земја да ги направи, стопирање на кеш плаќањата. Министерот е скромен дека тој прв тоа го направи, меѓутоа јас како поранешен новинар и сега граѓански активист, на сите да ви кажам дека првото решение што го потпиша министерот што дојде после него беше за враќање на кешот на 2000 евра. Првото решение што го потпиша дента кога стана министер. Благодарам.